Мицковски е роб на своите ментори. Христијан Мицковски не владее со Македонија. Ние ще наблегнеме на реформите и ще правиме реформи. Какви реформи ще прави? Тој нема пари да исплати платите на работниците. Здравейте, вие сте със студио Актуално Балкани. Аз съм Деница Китанова, оператор е Стоян Стоянов. През последните дни властите в Северна Македония се обидиха на обращението на външния ни министър северно-македонски партньори. През това време пък Хърватия продължава двойната си игра на Балканите. По тези и други теми наш гост по Viber е журналистът Владимир Перев, който е македонски българин и в момента работи в Трибуна МК. Здравейте и добре дошли! Здравейте, добре вечер, благодарим за поканата. Нека започнем с темата за Северна Македония. Защо нашите югозападни съседи са толкова чувствителни на обращението на външния министър северно-македонски партньори? Измислен скандал ли е това според вас? Тъй като понятието звучи коректно, то не касае идентичност, а по-скоро представители на държавата. Вижте, придавката, како да кажем, северно-македонски звучи обидно за македонците. При Македонија никога од тука да тргнеме. Македонија никога интимно не прие промената на името од Македонија в Северна Македонија. Винаги остава една болка околу промената на името. И след това прилагателните кои излизат од това име, северно-македонски, звучат обидно за македонците. Специјално за македонските политици. Да кажеме, македонската политика, македонската дипломатија имаше долги разговори со нордиските земји, с германските говори и така. И нордиски, кадето термина за жител на Северна Македонија, гражданин на Северна Македонија беше Норд Македонија, което нашите искаха да го поделат като гражданин, като ситизен на Северна Македонија. Тие нешта се оправиха, но сега за сега, поне поврхностно не изгледа, че проблема съществува, но тој съществува. Посебно обидно звучи кога тоа го каже некој представник на българската политика, заштото в този момент главните проблеми на външната политика на Македонија се насочени към Българија и главните въпроси до Европейския съюз е отношенијата Европа, Македонија, Българија. Затоа е таква жестокост. Но да кажеме, не, извинете, но да кажеме, министерката два пъти употреби прилагателното македонски и никој за това не се побуни. Употреби Македонија и никој за това не се побуни, мисля да употреби нормалното Северна Македонија. Тогава е добро. Мислам конституционното Северна Македонија. Но кога се каже северно-македонски, тогава е обидно. Това е един двоен стандарт, както виждаме. Чуват едното, а другото не. Но всъщност през 24-та година американският сенатор Джин Шахин, тя казва северно-македонски партньори, но тогава властта в Северна Македония и тогава Мицковски като опозиция, те не реагират на това обращение и дори не се е стигнало до привикване на американския посланник в Скопие, а българския го извикаха за думите на нашия външен министър. Вижте, първо България и Македония Македония и Съединените щати не е иста мерка на вагата. Това е прво. Така че извиквањето на българскиот посланик във външно министерство, каде му се даден устмена нота и така е, даже аз мислим чин на достоинство и респект към мнението на Българија за Македонија, додека това към отношението към Съединените американски щати беше обикновено македонско поклоничество пред значително поголемата сила, од която ние сме зависими.
Тоа така треба да се толкува некако, поне јас така го толкувам, савсем човешки. След като казвате, че понятието северномакедонци и въобще Северна Македония не се харесва на гражданите на страната, тогава вашите наблюдения не са ли, че всъщност Мицкоски дойде на власт с две лъжи, че ще промени конституционното име на страната и че ще предоговори преговорната рамка с Европейския съюз? И няма ли да изтрезнеят твърдите македонски глави по тази тема? Много се лъжите на Мицкоски, които той ги каза. Тие две се само оние, които ние ги помниме, зашто срещаме с тие лъжи почти секојдневно. Отношението на македонската политика, македонската дипломација кам Грција коренно се промени последните, тие се менја цело време, но коренно се промени последните 10 на 15 дена. Од обештанието, че ще укинеме и ќе го поништиме Преспанскиот договор. След тоа ще си врнеме името Македонија и след тоа ще правиме реформи и ще ходиме кам Европейскиот Съюз. Од таа позиција до денешната позиција, когато обмислим вчера президентката, която е вторија Мицкоски, неговиот епигон, която каза, че Преспанскиот договор е потврđение на нашата самостојност, независимост, на нашата идентичност и така натаму. Не знам дали мислела, че тоа е на северно-македонска идентичност или која друга. Но тя тоа го каза вчера, мислим, че беше. Веќе по отношение на Грција апсолутно се молчи. Се говори за добри, пријателски отношенија. Винаги се употребува терминот Северна Македонија во официјалните разговори и грцката страна на некакав начин е релативно, поне аз така си мислим, задоволна. Тя сега гледа бурата која е настанала во отношенијата меѓу Българија и Македонија, кадето грцките дипломати зорко внимават какво става и чекат крајниот резултат за да се вземат страна и да ги заштитат своите интереси. Това е првата работа. Втората работа е за вториот договор пријателство и за предоговарањето. Там македонската политика в момента има известни успехи. Те се проицират низ европейските институции, представени чрез Томас Вајц. Значи, ние не говориме за Европа. Ние говориме за институциите, които ги представлява Томас Вајц. Ще видиме каде ще излезе това представление. Обаче тој е цврст на позициите, че българите треба да влезат в Конституцијата и че тука нема никакви отстапки. Че това е решено и тука нема за какво да се говори повеќе. Со Томас Вајц јас имах лични контакти. Разговарахме поне 1 час, јас и още 2 македонски българи. И отприлike това е нашето впечатление, което го имаме одговори и което той го показа. Но, да кажеме, релативно подло и нечестно од негова страна, што трси автохтоно толкување од институциите на Европа за вториот договор с Българија, за анексот кам договора и вториот протокол. И да се толкува валидноста на вториот протокол. Това може да се окаже, не може, това е де-факто, сепак успех на македонската дипломатија, која успеа нешто което е договорено да го стави под доза на сомневање и представник на европските институции тоа да го приеме како спорен елемент. Јас говорим за това, което става в тој момент. Ние знаеме, че българските депутати се обединели, знаеме за писмата. Тука се следи ситуацијата съвсем така внимателно.
Но вие сам казахте, че Вајд казва, че няма как да се отстъпи от вписването на българите в Македонската конституция, а в същото време точно това е записано и в този втори протокол, който той поставя под въпрос със своето предложение. Вториот протокол содржи и други некои елементи таму. Не е само вписвањето на македонските българи в Конституцијата. Вториот протокол содржи и елементи за самопотврđање на българската идентичност воопште на Македонија. На части од Македонија, на дел од нејзините хора. И тоа тој сака да го стави под сомнение. Това да биде новата тема на којато вечно ще се дискутира. Ние треба да обрнеме разговора в една друга посока. Мислим, че и тоа веќе всички го казват, че неставањето на македонските българи в Конституцијата е де факто една обикновена глупост, че ние ще сме били заплаха за македонската идентичност. Одговорот е многу прост. Това правителство не иска да ходи кам Европа. Денес се пречка македонските българи. Утре ще бъдат пречка некои други. Ще се измислят разноразни, како да кажем, причини да не се продолжи патот. Гола фраза се изразите на Мицкоски, којто ги дава пред нас, тамо македонците кои го слушаме всички ние, че ние ще наблегнеме на реформите и ще правиме реформи. Какви реформи ще прави? Тој нема пари да исплати платите на работниците. Македонија е една запустена која не може да се изчисти буклуците по улиците. Македонија изгледа отчајно. Тој ще прави реформи. Реформи се прават с пари. А оние 500 милиони кои ги зема од Орбан и кои се и полукитајски, чисто китајски пари, те беха потрошени на локалните парламентарни избори за да се добие едно мнозинство во општините. И тоа се случи. Почти всички општини се командувани од ВМРО. Но с какво командват? С некакви елементарни козметически преправки на улиците, на канделабрите, на светилките. Всичко е на това. Нема големи проекти за водовод, нема за прочистителни станици, нема за канализации, нема за изградба на нови патишта, освен оние които се градат и се зацртани в програмата. Всичко стои. Да не говориме за никакви индустријски објекти. Објекти за производство, което може да служи и за извоз. Мицкоски е внесен в една схема да продава гол популизам и да ги лаже народи со тоа, че на 350.000 пензионери ще им дигни пензијата по 20 евро. По-малко од 20 евро. Тоа е ситуацијата во која тој се најдува. И сега него му треба непријател. И тој непријател, тој го намира од Българија. Зашто? Тука влизаме веќе в нова тема. Зашто Българија? И зашто повремено албанците? Затоа што тие се традиционално като непријатели ставени во свеста на македонските, поголема част од македонските политици, като продолжена рака на српската политика за завладување на Македонија и на држење отворени процесите, но и отворена линијата Атина, Скопје, Белград, Будапешта, којато сега веќе излезе од таја схема. Баш нема да бидат многу доволни од владението на Маѓар. Тоа е многу, треба да се каже многу просто. Българија треба да се разбере, че Христијан Мицковски не владее со Македонија. Не владее ниту избеганиот Груевски. Македонија истинските владетели се Вучич, беше Орбан и некаде сценката на Путин. В Македонија владее една многу компонирана, сепак традиционална српско-руска олигархија, која пригушава, затвара секој глас на демократичност и права. Тоа е суштината за Македонија. И тоа треба да се каже јавно. Вучич е роб на своите, Мицковски е роб на своите ментори. Онака како што и Вучич е роб до души. Тие се само посредствени владетели на волјата на Кримот. Тие се оние които ще бъдат, как да кажем,
евентуалните тројански коњи во Европскиот сојуз, оно за което обвиняваха Българија. Днес Българија се покаже поголем сојузник на Европскиот сојуз од многу европейски држави. Проблемот е тој. Наративот е тој. Медиите се почти, немате ни еден български медij, немате ни еден грцки медij. Има албански медiji които си го финансират албанците. И имате 50 српски медiji, които секојдневно бълват срещу Българија. Главната тема, основната тема е Българија, българскиот фашизам, монархофашизам, убиствата които се вршили, најголемите нешта се случуваат некаде околу 8 март. Това е кога българите ги однесли евреите затвора Требинка. Никој не говори за 50.000 солунски грцки евреи. Секој говори за 7.000, 8.000 македонски евреи. Никој не говори за 100 и кусур хиљади српски евреи които се исчистени в првиот момент в Белград. За Загреб и да не говорим. Значи, сето тоа е направено и насочено само да попречи добрите одношенија меѓу Македонија и Българија. Те лажат кога говорат че градат коридор номер 8. Те не градат ништо. Те не искат железопатна линија. Те само мачкат и крадат парите. Што е најважното. И в българската страна има инструменти на нечија друга држава која не иска да направи коридор 8. Коридор 8 се гради како да ви како скадар на боја, не знам како Кеопсалата пирамида да е. Не знам какво представлява коридор номер 8. И винаги се говори че нема пари. Како нема пари? Пари има. Пари за војна, за градба има винаги. Пари може да нема за хлеб. Казвате, че вписването на българите в македонската конституция не е заплаха за идентичността на македонците. Всъщност това казва и опозицията в лицето на СДС и нейния лидер Венко Филипче. Как си обяснявате обаче тяхната нова позиция, защото знаем, че преди, когато бяха на власт, казваха, че България се държи с Северна Македония, както Русия с Украйна. Това театър за пред Брюксел ли е, за да бъдат политически реабилитирани или нещо друго? И едното и другото. Значи, старите болшевички комунистически кадри на Комунистичката партия на Македонија, след това Сојузот на комунистите на Македонија, които се прехврлиха в СДСМ, те ја изгубија војната с времето. Направо станаха не толку модерни. Направо тие се истрошиха. Така като БСП не влезе в парламента. Българија. Тоа е, материјалот се истроши, нов материјал не дојде, нема нови идеи. Затова, она което остана, националистическото, шовинистичкото, антибългарското, од комунистите, од СДСМ, се прелеја во ВМРО ДПМН. И те станаха бардовите во одбраната на македонското од българското. Македонскиот народ го бранат од българите. Там останаха и дојдоа нови хора во СДСМ, които не могат да се справат со политиката, те не познаваат механизмите на политиката. И сега за нив остана само еден исход. Искаме откровено, истински, искрено да ходиме към Евросъюза. А има ли риск, ако в крайна сметка те се доберат до властта, отново да се върнат същите тези хора, за които споменахте в СДСМ? Мислим, че нема да може да ги приемат там. Там е дојде на некоја в СДС-то, е дојде на некаква нова гарнитура на образовани хора, но недоволно опитни в политиката и мога да кажем да не ми се насрди некој тоа, че не се опитни в политиката и в теоретските размишљања е факт, но дел од нив кои се многу паметни и способни немаат личен шарм, немаат излъчвање. Пред хората треба да застане некој човек кој на некакъв начин ще бъде привлекателен. Те там ги имаат с некакъв обикновен, големи знаења и образование и всичко, но не им се харесват на хората, но възможно е. Народот револтиран, како обикновено се гласува на Балканите, да даде глас срещу ВМРО за СДСМ, просто само да биде против ВМРО, което ги замајава. И в Македонија има
има вториот е проблем, тој којто ВМРО го злоупотребјава, но така работеа и СДСМ. Ние ще направиме реформите, па Европа нека мисли какво ще прави со нас. Ние ще и се наложиме. Тоа е од една страна говорено. Од друга страна, кога се говори за Европа и за државите, говори се, че Българија и Романија не се били спремни да влезат, но се били приети од политички причини и след тоа прават реформи. Веројатно е така, нека е и така. Никој од Мицковски не иска никакви реформи. Од Мицковски се иска само българите да влезат в Конституцијата, да заземат своето место во администрацијата, војската, полицијата, правосудието. След тоа се отварат преговорите и тогава Мицковски слободно ќе може да прави реформи. Онака како што направи Българија, Романија, па и Чехија, дали беше готова да влезе, не беше. А за Унгарија да не говориме. Од една претежно земјоделска аграрна страна, Унгарија стана мастодонт кој застраши существувањето на цела Европа, а живееа со парите на Европа. Тоа го иска Мицковски. А защо тогава албанските партии не оказват достатъчно натиск за вписване на българите в Конституцията? При албанците има един друг въпрос. При албанците нема партии. При албанците нема партийна идеологија. При албанците има национална определеност. Те се всички албанци. Те се всички албанци, пишат на едно писмо и говорат албански език на два диалекта. Официјален е јужниот диалект, тоска диалект. Те ги обедињава, единствено нив ги обедињава албанското национално чувство. Борбата, партијната борба, там, е само борба кој ќе стигне прв до привилегиите, а не е партийна борба за оцелјавање на Македонија или оцелјавање на, не знам, албанските некакви интереси. Те никога, македонската политика е винаги била србомански ориентирана и винаги е говорила с презрение кам албанците, сешто като и кам бугарите, и почна да говори едно време срещу грците, цигани, вакви, такви. Какво има лошо во таа да е некој цигани? Ама, ајде да ја оставиме таа работа на страна. Но албанците знаат, че треба да се единствени во одбраната на своето национално чувство. И това е она кој Тито не успеа. Тито не успеа од косовските албанци да направи косовари. Тој не успеа од македонските албанци, кои беа албанци, да направи македонски албанци или македонци. Но това е успехот на кралската полиција југославска и на комунистите, че од българите, македонските българи в Македонија успеа да направат македонци. И затоа сме ние поделени, а тие се единствени. И илузија е дека кога доаѓа Скопје некакав косовски премиер, президент и така натаму да присуства некакви све, како да кажем, почитание на личности, дела или основање на партија, че тоа е некакав сепаратски албански интерес. Тоа е пълно в пълен синхрон с највисоките институции в Тирана. Албанците действуваат единствено. Един центар. Да, имаат различни интереси во борбата за власт. Но тоа е едно нешто. Глобалниот интерес на албанската нација е на прво место. Двойната игра на Хърватия на Балканите е една друга тема, по която ми се иска да поговорим. Как си обяснявате, че Хърватия подкрепя Северна Македония за Европейския съюз в ущърб на България и в противоречие с европейската преговорна рамка, а същевременно самата Хърватия блокира Черна гора по пътя и към Европейския съюз и дори хърватски анализатор каза наскоро за черногорския вестник Победа, че на Хърватия не е комфортно да е единствената страна в Европейския съюз, която блокира дадена държава по европейския път. Вижте сега, хрватската нација е малко по-компликувана част, как да кажем, од европейските нации. Поточно, тя много си личи на съвремените нации.
речеме, хрватите од Северна Хрватија, децата и хрватите од там Дубровник крај морето, почти не могат да се разберат кога говорат. Ако не се учили во училиштата, те тешко могат да се разберат. Но те имат чувство че се хрвати. Една част од хрватите сега с президента Милановиќ нема хрватско презиме Милановиќ. Нема хрват Милан. Те се живеели на Биоково и преди 100 години се минали в католичанство и срби станали хрвати. Јас немам не искам да правам никакви проблеми на българската политика, но мојот респект кон Милановиќ е рамен на нула. Разбирате, тој за мене не важи за Хрват воопште. Тој е и антинатовски ориентиран. Тој говори за некаква заштита на хрватските интереси, но става дума за заштита на Хрватија срещу Европа. Така че еден дел од хрватската наука, од професорите на универзитета, поголемата част од тие хора, да кажем един академик кој сега почина Далибор Брозовиќ и така, те одлично го знаеле българскиот характер на Македонија и на хората кои живеат в Македонија. Далибор Брозовиќ беше една велика личност на Хрватската академија на науките. Нешто което многу малку е одбележано во медиите и в Македонија и в Българија од јасни причини. Беше и антикомунист. Така че една част од хрватската политика игра една двојна игра. На една страна с Европа и да кажем, с Македонија, од друга страна казват на българите че разбират нештата и така, ама ете, ситуацијата е таа. Јас скоро бев гост в Хрватската Матица Хрватска. Това е, да не погрешим, това е нешто като Матица Българија, но с висок политически рейтинг. Това е институција чии членови се били по затворите за време на Јосип Брз Тито. Тя направи цело движение Хрватска пролет, која требаше да доведе до антикомунистички преврат државата, поне на културолошки план. Те таму се најасно за какво става дума. Говорехме за братјата Миладиновци. Хрватите се народ австро-унгарски воспитан, те имат добро воспитание, нивните думи треба да се следат внимателно, да се познава добро хрватскиот говор. Те точно знаат за какво говорат и нивната поддршка кон българската идентичност в Македонија беше јасна, но казана на еден начин кој дава право на македонците кои се македонци да не се чувстват българи. Ако не искат да бидат, да не бидат българи. Проблема пак стига до нас. Проблема пак ще се решава тука, в Македонија. Стига само българската политика да покаже достоинството и упоритоста. Сега, да кажем, Тимче Муцински оправа, да се врнеме на нашите теми, Тимче Муцински оправа покани за разговор с министърката Велислава Петрова. Това ще му е втората първа среща, защото той първата я отрича, тъй като беше я спестил на избирателите си в Северна Македония и на опозицията. Сега не искам да давам памет никому. И не искам да критикувам никого. Искам да си, кога затвориме лаптопа тука и кога говориме, да имам мирна глава. Обаче, не виждам защо Велислава Петрова би се сретнала още един път с Муцунски. Даже не виждам ни защо за кафе би се сретнала. Јас не виждам защо одново нашата президентка, која пак има желание да се срещне с некој од Софија, да ходи при Илијана Јотова, при президент, којато е сега актуален президент, нали, на Българија. Не знам защо тие даже нема потреба нити да пијат кафе заедно, нема потреба да седнат. Тие всичко знаат кој кому какво е решен и не бива, ако Македонија и македонските политици се прават на луди, дајте сега одново да разговараме. Това значи да го сведеме разговора на билатерала, наместо да има разговори
Македонија Европејски сојуз, сега да биде одново Македонија Българија, тогава јас не виждам зашто Лислава Петрова би седнала да го прави тој разговор. Освен едно добар ден в холовите на Бруксел и Страсбург, не знам што точно таа би можела да каже со Буцунски. Тоа добар ден би било, как сте, тоа било знак на добро воспитание. Даже земите и да се во војна, зашто ние сме прилично веќе некаква полувојна ситуација, поне така в Македонија. Какво ще разговара еден български политик с Муцунски или с Христијан Мицовски, кога тука на секој ден празник во годината, такви се 5-6, искате ли битката на Брегалница, искате ли кај Макчалан, искате ли дојдат цели орди на српски агресивни хора кои читат с развеани српски знамена без нито едно македонско знаме. И тоа се гледа на всички телевизии, тоа всички го гледат. И за какво треба да говориме с това раководство? Поне Българија за какво треба да говори? Смицковски треба да говори Европа, треба да говориме ние тука, треба да имаме срещи да виждаме него. Да му кажеме, не ние, не мислим на македонските българи, мислим с него треба да говорат и тие кои себе се сметат етнически македонци, да говорат и србите, и власите, и албанците, и турците. Јас нема логика трсењето на некаква среща. Тоа е, ајде да не кажем крупната дума, зашто срещата може и да се състои, след това јас ще бъдам виновен. Тоа е помалко некакво унижение на здравия разум на българските политици. Това в крайна сметка ще решат българските политици. Много ви благодаря за това участие. Това беше Студио Актуално Балкани. Останете с нас и следващият път и не забравяйте да последвате страницата ни за Балкански новини във Фейсбук. Благодаря ви.